Почитувам председател на владата на Република Македонија, министар за здравство, почитувам председател на Синдикатот за здравство, почитувани медиуми, добре дојдовте. Денешниот настан е всушност подпишување на спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност или покачувањето кое што го направивме минатата недела на владината седница. На почетокот пред самиот настан би го поканил премиерот Заев да ви се обрати. Премиере, повелете. Почитувам министар за здравство Венко Филипче, почитувам мој советник доктор Чекаровски, почитувам председателя на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјала Љубиша Карамфиловски, почитувани гости, драги медиуми, почитувани граѓани. Како економист, многу сум среќен кога објавам дека некому даваме повеќе пари. Тоа е добро. А денешниот настан е токму таков, секако и за славење и за мотивација. Денеска Министерството за здравство и синдикатот, кој ги обединува здравствените работници, ќе ја кроницаат неодамнешната владина одлука за зголемување на платите за 5% на повеќе од 19.000 вработени луѓе во јавните здравствени установи ширум Република Македонија. Изразено во бројки, од следниот месец средномедицинскиот кадар ќе добива дополнително 1500 денари, докторите специјалисти на универзитетските интерни клиники на сметка ќе добиваат плюс 3756 денари, лекарите специјалисти во општите болници 4060 денари, а на докторите специјалисти на универзитетските клиники за хируршки болести, почнувајќи од септемвриската плата, ќе им биде самата плата повисока за 4548 денари. Кога нова сума ќе се додаде зголемувањето на надоместокот за прековременна работа, дежурство и ноќен труд, сигурен сум дека тоа во значителна мера ќе ја подобри положбата на сите работници во здравствениот систем. Со ова владата и Министерството за здравство го исполнуваат ветувањето дадено за подобрување на стандардот на здравствените работници, но во исто време го зголемуваат мотивот за работа на лекарите. Мора да обезбедиме услови нашите лекари да бидат задоволни, бидејќи само така ќе го дадат најдоброто од себе и целосно ќе се посветат на грижата за своите пациенти. За нас од владата ова е само почеток и се надеваме дека со перформансите на буџетот голема реалокација на средства ќе дојдат во подобрувањето на условите за работа на медицинскиот персонал, лекарите и сите што работат во здравството, но секако и за севкупно подобрување на условите во здравствениот систем. Сакам да им порачам на лекарите, но пред се на граѓаните, дека продолжуваме неуморно да работиме за да создадеме уште пофункционално и поефикасно здравство. Ќе создаваме здравствен систем по највисоки стандарди и ќе се доближиме до стандардите на развиените европски земји. Тоа е целта на оваа влада. И на овој пат за среќа не сме сами. Македонија добива поддршка, помош и подадена рака од сите земји партнери, секако најповеќе од Европската унија. Грантовите и финансиската поддршка кои што и сега ги добива Македонија од фондовите на Унијата за развој, ќе се зголемат неколкукратно по зачленувањето на земјата во Европската унија, вклучително за грантовите и фондовите наменети во здравството. Сето тоа ќе значи нови поголеми болници, повеќе средства во буџетите на болниците, повеќе пари за современи лекови, подобри здравствени услуги, а со тоа и многу позадоволни пациенти. Се надевам дека ќе бидеме доволно капацитетни, овој тренд да го следиме, затоа што еден од првите приоритети на владата е мотивација на здравствените работници и квалитетно здравје за сите граѓани. Благодарам. Ви благодарам, го поканувам министерот доктор Венко Филипче и господинот Карамфиловски да ја подпишат спогодбата. Повелете. Честитки. Ќе се обрати министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Повелете, министр.
Благодарам, почитуван председател на владата Република Македонија Зоран Заев, почитуван председател на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита Љубиша Карафиловски, почитувани представници на медиумите, почитувани колеги. Денеска и формално го реализираме последниот чекор оваа година од процесот за покачување на платите на здравствените работници во Република Македонија. Ми представува огромно задоволство, пред се професионално, што заедно со председателот на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита ја подпишавме спогодбата со која утврдивме најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начин на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во нашата држава. Ја користам оваа прилика да потенцирам дека здравствениот самостоен синдикат постигна значаен резултат во остварувањето на целите на вработените во здравствениот сектор. За одбележување е високото ниво на соработка, која како Министерство за здравство ја остваривме со синдикатот во разговорите, не само при подготвувањето на колективниот договор, туку и во утврдувањето на политиките и усогласувањето на сите значени закони со кои се регулираат односите во здравството. Со подпишувањето на денешната спогодба се отвара формалниот пат за зголемување на платите на сите вработени во здравството за 5%, односно зголемување на основицата за пресметување на плата за вработените во јавните здравствени установи од 12.654 денари на 13.286 денари. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на владата на Република Македонија. Тука би сакал да укажам дека пакетот потребни дополнителни буџетски средства за зголемување на износот на најниската плата за сите 19.123 вработени во јавните здравствени установи во Република Македонија изнесува 469.935.384 денари на годишно ниво, односно 39.161.282 денари на месечно ниво. Како министер за здравство и како доктор пред се, убеден сум дека со оваа фаза од зголемувањето на надоместокот за прековремена работа, дежурството и ноќен труд, како и зголемување на платите, ќе се даде значителен стимул за подобрување на положбата и достоинството на сите работници во македонскиот здравствен систем. Заедно со владата на Република Македонија, во Министерство за здравство работиме и се стремиме кон реализација на зацртаните програми, како и за прилагодување и насочување на нашиот здравствен систем кон современите европски здравствени стандарди. Во целиот овој процес, свесни за сите состојби во македонското здравство, максимално настојуваме да обезбедиме оптимални услови и соодветен систем во кој пациентите се во центарот на вниманието и истовремено да ги мотивираме здравствените работници за поуспешно и поквалитетно пружање на здравствените услуги. Уште еднаш би сакал да искажам личната благодарност до самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита и да ги охрабрам во понатомошните залагања за реализација на барањата и правата на сите здравствени работници во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, министер. Повелете, господине Карафиловски. Благодарам. Почитуван председател на владата на Република Македонија Зоран Заев, почитуван министер на здравството, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Стварно е огромно задоволство да се биде во еден ваков состав, а уште повеќе и за поводот кој го имаме подпишувањето на спогодбата. Самото подпишување на спогодбата за исплата на платите во здравствената дејност представува потврда за еден добар и успешен социјален диалог меѓу социјалните партнери, а за нас како синдикат уште поголема придобивка по основ на платите на нашите вработени. Најголемата придобивка во цела оваа една ситуација е исполнувањето на обврската на владата, тоест на обеќаното на владата по основ на ова покачување, а најбитното за нас како синдикат, бидејќи ова покачување се однесува за сите вработени во здравството. Можам да кажам дека факт е дека здравствениот систем е еден пресензитивен, преосетлив систем, а може и да се каже дека и здравствениот систем е еден од столбовите на државата, па се надевам дека и понатаму активностите и на синдикатот, а се надевам и на Министерството за здравство и владата ќе бидат во насока на достоинствената работа на вработените во здравството, бидејќи тоа е предуслов за заздравувањето на здравството. Во овој момент можам да кажам дека сепак како синдикат за здравство ја поздравуваме премногу ваквата активност на владата, бидејќи сепак присуството и на премиерот и на министерот за здравство е потврда дека во овој момент достоинствената работа станува приоритет на социјалните партнери. Во
цела една ваква ситуација би кажал дека сепак имаме и одредени реакции на наши вработени, на медицински кадри, по основ на одредена превработеност во здравството, преоптеретеност на работата во здравството, а исто и така во делот на недоволно валоризирање на нивниот труд. Можам да кажам дека и понатаму продолжуваат, бидејќи платата и понатаму останува, да кажам, константно најзначајната тема, па на преговарачката маса веќе се ставени со Министерството за здравство, нашиот социјален партнер, веќе и корекциите на коефициентите на сестрите со средно образование, исто така и корекциите на коефициентите на лекарите специјалисти. Сметам дека со овој пристап, со одредена динамика на реализирање, ќе направиме едно комплетно задоволство во здравството и на некој начин сите одредени пропусти и она што не се случуваше досега ќе биде, да кажам, предмет на одредени наши договори. Во овој момент можам да ја поздравам оваа втора фаза, значи комплетно покачување на платите за сите вработени во здравството, исто така да го потврдам и она што се случи во првата фаза, значи имавме исто покачување по основ на процентите на дежурства на лекарите специјалисти, имавме исто така покачување на проценти на ноќниот труд, исто така имавме и корекција на коефициенти на специјалисти од санитарна хемија, значи еден долг дел на активности во делот на насока на подобрување на платата на нашите здравствени работници. Затоа ја поздравувам ова цела една ваква активност, го поздравувам овој ваков настан, се надувам дека нема да биде и последен и факт е еден, завршувам со тоа, едно од најбитните работи е што веќе приоритет во делот на социјалните партнери стана достоинствената работа во здравството. Благодарам.